Ученици вработени во подружницата Осогово на македонски шуми во локалната самоуправа и во компанијата Papermill денеска пошумуваа голини на ридовите на селото бели опожарени пред 3 години. Акцијата е спроведена по повод денот на водите, а целта е да се врати зеленилото, односно шумскиот појас околу градот Кочани. Градоначалникот Липчо Папазов, кој се вклучи во засадувањето, истакна: Со настапувањето на пролета завчера, денешниот ден, денот на водите и воопшто во грижата за здравата животна средина, општина Кочани, заедно со сите општински училишта, со територијалната противпожарна единица, доброволното противпожарно друштво, со компанијата Papermill како општествено одговорна компанија и Македонски шуми подружница Шумско стопанство Осогово, реализираме акција на засадување на локацијата рамни ниви на повеќе садници од типот на јасен, јавор и багрем. Директорот на подружницата Осогово Николчо Евтимов со прецизни податоци колкава површина ќе биде засадена, со кои видови на дрвца и колку садници се обезбедени. Опожарено околу 60 хектара заради надморската височина што нема одговара на Боро. Оваа година и лани решивме оваа површина да биде посадена со лисарски дрвни видови, јасен, јавор и багрем. Моментално оваа година планираме околу 50 хектара да посадиме. Значи сите овие акции се добродојдени за нас од сите фирми и очекуваме и понатаму соработка со фирмите и општината. Денеска околу 4000, така ги планираме 4000 садници од багрем, јасен и јавор на површина од 2 хектара. Директорот на Papermill Игор Тасевски ја истакна заложбата на компанијата да ги поддржи сите активности кои се во интерес на екологијата и како одговорна фирма да учествува со средства и донации во садници за пошумување на голините околу градот. За денешна акција дониравме садници за оваа површина тука од 2 хектара да биде засадена од нас. И во согласно со програмата и планот на Македонски шуми и акцијата од страна на општина Кочани со градоначалникот, ја поддржуваме целосно и продолжуваме со исто темпо да го направиме ова би сакал како еден вид традиција. И денеска беше констатирано дека пожарите предизвикуваат катастрофи со далекосежни последици, бидејќи тоа што за неколку часа или денови ќе изгори, потоа се обновува со децении. Од тука апело да се внимава кога е во прашање природата, да не се палат огнови на отворено и да се чува секое дрво, бидејќи тоа ја чува природата.